Добро вечер за универзитетскиот професор Имир Исмаили. Стануваш на оден начин наш дневен и неделен аналитичен на настаните, но си добар познаваш на состојбите во албанскиот блок. Ова е тактизирање на ДУИ во однос на преговарачката позиција меѓу Ахмети и Заев, или ДУИ го напушта конечно тој концепт на консенсуален председател? Поблиску сме до вистината дека ова тактизирање, затоа што колку што можев да ја слушам и гледам изјавата на господин Ахмети, тој изјави дека практично овие се на некој начин пробни моменти за воидина што ќе се случи. Тој не зборуваше за никакви одлуки точни што ќе се случи, туку за опции. Значи останува опцијата тие да имат еден кандидат, опцијата да соработуваат со албанскиот блок, што едноставно барем мене ми дава до сознание дека тоа е тактизирање пред изборите, за председателски избори. До сега имавме два концепта кои на еден начин можеа да се спојат. Тоа е ДУИ консенсуален председател и Заев градиме општество на еднакви граѓани. Дали тоа можеше да биде сигнал дека двајцата може да изнедат една невообичаена досегашна пракса на изборна коалиција меѓу СДСМ и ДУИ или било кој друг, кои ќе стојат зад еден кандидат? Барем до овој момент, сите опции се отворени на некој начин. Но да се вратиме малку наназад. ДУИ секогаш беше конструктивна околу ова прашање, значи околу председателските избори. Да се подсетиме малку на првиот мандат на господинот Ѓорѓи Иванов, ДУИ излезе со понуда тие, кога тогаш беа во коалиција, да излегуваат со заеднички кандидати на првиот стад на изборите, да си добиват председател, нели? Но тоа ВМРО ДПМН многу дрско го одби и на вторите председателски избори исто така. Сега можеби и СДСМ ја игра истата карта, затоа што во тоа време ВМРО викаше мене доста ми се македонските гласови. Сега е во некоја ситуација СДСМ да вика, видите, јас со моите албанските гласаци што ги имам, можеби ќе ми биде доволно да дојдам до председател без помош на ДУИ. Значи сите овие варијанти и како калкулации политички се во опција. Дали почеток е сепак е многу става на оден начин наплатна рампа за влезот на Заев во албанското избирачко тело? Сега реално гледано Заев веќе е влезен во албанското политичко ткиво и еден дел од вината го сноси и ДУИ. И тие се свесни за тоа. Значи, ако е точно дека околу 50.000 гласови гласа за опцијата на Заев, тогаш тоа се гласачи не дошле од некоја друга планета, туку се тие гласачи албанци, нели? И претежно се од реони каде што ДУИ действувала. Значи, тоа е една добра лекција за нив да се осврнат на темите кои ги тангираат албанците. Видите, 3 теми имаше сите овие 17 години за ДУИ. НАТО, ЕУ и Охридскиот договор. И јазикот. Четврта вака Охридскиот договор е практично со јазикот е завршен. Промените уставни се завршени како процес. Сега мислам дека е време ДУИ да се врати во наводници на малите теми. А тоа се проблемите кои албанците ги имат како реалност тука, како економски проблеми што ги имат. Председателот не верувам дека е личност кој може да го реши тој проблем. Затоа викам, ова е можеби тактизирање за парламентарните избори каде ДУИ и другите како албански партии ги чека една борба, да кажам. Затоа не верувам дека е возможно председателски парламентарни. Дури и Заев, тоа готово и неизводливо. И ДУИ мислам дека нема што да им понуди на обичните теми. Што ќе им каже Утетово, дека не е загадено и не е усмрдено, дека Липково е и натаму е укал и дека што? На ДУИ, посебно на ДУИ, и престои избор, односно и престои период на избор на тоа што се вика реалност. Граѓански теми, тоа што е цивилно општество и живот. Практично ДУИ и до сега функционираше, но не доби некоја голема поддршка кај македонските гласачи околу прашање. Значи ДУИ мора на некој начин да го менува дискурсот на действување, а тоа значи дека тие треба да се занимаваат, сега големите теми се зад нас. Сега тие треба да се занимаваат со конкретни теми. А конкретните теми се тие што
реално ги тангираат граѓаните, и албанци и македонци заедно. Не, Ахмети е вешт. Јас во ова можам да гледам една мала, на оден начин, политичка мимикрија. Може би, во ова игра сам со себе и во распределбата на своите гласови да намигнува и кон ВМРО ДПМН. Меѓутоа, тамо нема уште наплив на кандидати кои го заборавија антиалбанскиот дискурс и речници. Едно што сега се кандидира гасни комори на шиптарите, извикуваше пред само 10 години. Може 20 години. Мислам дека тоа ќе биде вовед во пропаст, тотална пропаст на ДУИ, ако се одлучуваат на ваков начин на действување како што вие го набитувате. Не верувам и би било нелогично да одат затоа што тоа власт, заедно што го има со ВМРО ДПМН 10 години заедно, го донесе тој прилив на гласачи, односно околу 50.000 гласови да се заменат кај СДСМ. Значи, тоа е порака за ДУИ и за политичките други партии на албанци да размислат, сега да не изиграват тука космополитизам, а да ги заборават реалните проблеми. Во ред, досега сите ги поддржувавме затоа што навистина беше поголем промена спорот со Грција, беше НАТО. Сега тие проблеми, големи теми се завршени. На почетокот не знам дали беше, ние објавивме сторија од странските, која беше Франс Прес. Да. На Македонија и на Скопје гледаат низ она што е наше цивилно опкружување. Се гуши. Големите теми практично и завршија. Ние треба да се вратиме на темите реални, заедничи што ги имаме тука. Председателските избори не ги гледам во ова призма, зашто председателот е повеќе државнички репрезент на општеството во целата Македонија, одешто човек што може да решава некои проблеми реални, а ние имаме многу големи проблеми. Можам да предпоставам кампања што не ми е логична. Кој ќе го присвојува успехот, Заев или Ахмети за НАТО и за ЕУ и за името? Види, сега ако одиме на парламентарни избори, тогаш би било и логично некој да го присвои, но у нас председателски тоа нема логика. Да има надпревар околу тоа кој за какви успеси зборува. Значи, ако имало успеси, тоа се заедничи. Ако значи досега го зборуваме за тие поголемите теми, тие се веќе завршени. И затоа повторувам, на ДУИ престои разврат на сите концепти, односно на сите дискурси што ги имало досега. Затоа што таа заврши еден циклус на своји определби, да ги наречам, овие 17 години. Сега и престои една новина. Тие треба да се снајдат на други теми сега. Кои се тие теми? Јас мислам дека тука не е почетокот со председателските избори. Затоа повторам на првата реченица што ја кажа, дека сепак овие се предизборни може би опипувања на пулсови за одредени политички, партиски и така натаму во Република Македонија. Имир Исмаили, ви благодарам. Универзитетскиот професор Имир Исмаили беше гостин со анализа на чекорот на ДУИ и предпоставката дали Заев и Ахмети сепак ќе се решат за едно општество на сите граѓани и на некаков заеднички кандидат. Најновите информации зборуваат дека на 3 февруари СДСМ треба да го соопшти својот председателски кандидат.